Здраво, драги мои пријатели и пријателки. Подолго време не сме се слушнале, не сме се виделе. Има и оправдани и неоправдани причини. Па, ако ми дозволите, пред новогодишните празници, за време на католичкиот Божек едно мое обраќање, кого го интересира, кого не го интересира. Обично овој подкаст го правам нели за Република и одредени политички состојби кај нас ги коментирам, но денеска ќе бидам малце свртен кон себе, ако ми дозволите. Драги мои, после скоро 25 години кариера заврши емисијата Јади Бурек, која ја непосредно пред да се затвори телевизијата, ја напуштив телевизијата и ја затворив емисијата. Се појавија многу шпекулации и тоа е во ред. Хејтерите, ако му е, така му треба, го избркале за ова зона. Ја сум задоволен од својата кариера, благодарен сум. 25 години ги истркалав и окей. Им посакувам и на другите исто така да има толку долга кариера. За богата не отидов од страна на идниња за да се збогатам. Не се. Подолго време емисијата ја водев што се вика на шкрги. Имено имам некои своји лични проблеми кои за да можам да ги решам морав да затворам емисијата. Ја поставив формат да бидам секоја вечер на телевизија и така натаму. Многу тешко можеш некои работи кои се врзани за тебе да ги решиш. Ја објавив нешто, некому му е јасно, некому не му е јасно, малце здравствени проблеми, малце вакви и онакви, но генерално се здравствените, нема никакви ни политички, ни финансиски, да речеме, иако финансиски проблеми кај мене се откако сум роден. Објавив една фотографија, кој ќе ја загледа фотографијата, ќе му стане јасно од прилика кај сум. Деталите не мора да ги знаете и не треба да ги знаете. Може би некогаш, здравие Боже, на некој подкаст, во некое гостување, не се чувствувам дека јас сега треба тука соло да се исповедам. Им благодарам на многу мои колеги кои ме поканија во нивните емисии и подкасти, ги одбив сите. Не се чувствувам дека сум способен 2-3 часа, не знам да се отворам, час по анатомија, што би било, како ми било. Ми следуваат многу искушенија кои, како да ви кажам, ги прифаќам со благодарност. Имено, знаете, ја би сакал малце да ги смирам првин оние кои се верници и кои со најдобра желба упорно ми укажуваат како да ја практицирам верата. Ја ве молам прво да ви заблагодарам. Јас сум во црковен со децени. Јас сум еден од оние кои тајно, партизански шверцуваше од една до друго место монаси кога започнуваше монаштвото. И тие луѓе, браќа и сестри, знаат кои сум и што сум и се заложуваат. Не прават подкасти да филозофираат за мене. Но олабавете се кога е во прашање верата, молитвата, причестната и така натаму. Олабавете се исто така ве молам со рецептури, со лекови, со совети што да правам и како да правам, затоа што ти знаеш некој кој на некој тоа му помогна. Луѓе, ова моево подолго трае, сум ги разгледал сите опции, сум ги пробал сите лекарства и само едно да ви кажам. Не постои лек за секого. Кај еден, истиот тој лек за истата болест делува, кај друг не делува. Интелигентен човек, за кој се сметам дека сум, извинете, ги проучува работите и ја наоѓа најдобрата варијанта. Мојата варијанта е мојата вера,
Мојата варијанта е алтернатива. Мојата варијанта е потполно предаден на медицината. Овие три елементи ми даваат најдобра надеж дека се ќе помине во добар ред. Секако се подготвувам за секакви сценарија, бидејќи така сум практичен. Тоа е телевизиски, тоа е новинарски. Добро, ако не биде ова, што ќе правиме со ова и така натаму и така натаму. Така што, уште еднаш ви благодарам, не се грижите, доволно сум интелигентен, доволно сум информиран. Стотици лекари биле кај мен, уште толку биле духовни луѓе, добро си ја познавам и верата, добро ја познавам и медицината, имам доста луѓе кои се грижат за мене и кои не се од страна на медицината, така што немојте, знаете како, викам, зар делувам ја како да не сум стапнал у црква, како да не знам што е причест, како да не знам што е молитва, икона, како да вчера сум, викам, ја разбирам дека е тоа некоја потреба да, бидете корисни. Но, верувајте, ја верувам најмногу од се во молитвата. Ако не можеш на човек да му подадеш вода, да му подадеш рака директно, помоли се за него. Помоли се и друго ништо не треба. Ни лајкови, ни статуси и така натаму. У оваа доба, у оваа цивилизација, покојни, имаше една дефиниција од покојни Никола Младенов, кој, кога работев со него, ми ја каже и рече: здравје ќе имаат оние што ќе имаат пари. Тие што се сиромашни, што ќе немаат пари, ќе се борат мачно и многу тешко ќе се изборат. Овој свет е создаден за богатите, кои ќе ги добијат најдобрите медицински услуги, кои ќе ги добијат најдобрите лекови, алтернативни, мејнстрим и така натаму и така натаму. Не е важно каде јас паѓам, но треба да ви е јасна една работа. Затоа и отворив ја донацијска сметка која нема да ви ја пуштам, ќе ја пуштам кај некои луѓе кои сметам дека можат да донираат. Вие сте кај што сте, не ве потценувам, но знаете, ја за 25 години пресметував дека па сигурно има околу 300-400 луѓе, деца, мажи и жени, за кои сум отварал сметки во емисија, повици, донации, дотации и не сметам у ниеден момент дека тоа треба мене да ми се врати. Не. Ама не можам да ви опишам. Никако. Нити посакувам, нити барам. И се што ми се случува, добро или лошо, здравствено, кариера, духовно, ментално, семејно, во моје блиско окружување. Минатата година јас изгубив 4-5 врсници од моја генерација. Блиски кои ги познам. Нормално си викаш, вау, ако ова веќе цунами тргнало, да сум и спремен. Знаете што? Сакам само прво да кажам дека благодарен сум. Како да ви кажам? Кога ќе се удрам и ме боли, се трудам да не пцујам, да не кълнам, да не се сожалувам, мјаукам, но благодарен сум. Фала ти, Господи. Имено, религијата ви е ништовна ваша или декларативно христијанска, ако мислите дека по дефолт со молитва, со крстење, со идење у тој манастир, земање тој лек и дека ќе се излечите. Кој ви даде гаранција дека ќе бидете здрави и добри и ќе живеете 200 години на овој век? Благодарам за се добро и уште поблагодарам за се лошо што ми се случува. Затоа што за мене, не знам како вие ќе го сватите, тоа е израз на Божја љубов. Ако ме прашаш, добро, Јанко, шо ти е, како ти е? Ја му велам,
гледаш ли колку Господ ме сака? Или на блискиот, која ме прашува и му ги кажувам деталите, он се вџашува, леле, а ја му викам, гледаш ли колку Господ ме сака? И бара едно духовно ниво да го согледаш. И тој, и јас искрено да го сватам, како монахот, кој кога дознал дека има канцер, излегол да танцува од радост. Тоа се работи за кои треба да размислите. Не е христијанството и Бог некоја магиска каде што разни трикчиња, молитви, финтички, ќе се избориме за здравје. Ја не се борам за здравје. Ја се борам за Божја милост. Фала ти Господи. Како што сум заслужувам многу полошо. И овие ситуации се покажуваат луѓе, многу ми навртат грб, и тоа е нормално. Нема љутење никому, но многу ми но има и доста кои без никаков повод да ги побарам или слично, се јавуваат, реагираат. Јас сум преблагодарен. Ја ниеден момент не се чувствувам дека Бог ме напуштил. Па макар и да утре да си го завршам животот, јас сум среќен и благодарен. И благодарен сум, да завршам сега со едно послание, прво да не се секирате и да сум ви благодарен за молитвите. Виз верса, вака, како гледало ви ги возвраќам, рефлексија, љубов на љубов, бидејќи молитва. Молитва е разговор со Богом, молитва е љубов. Не може што друго да биде. Да не проповедам многу. Зашто сум благодарен? Благодарен сум за се што се случи во 2025. И добро, и лошо. А се случија многу лоши работи. Но само знаете дека оној што страда, оној што го боли, оној што му е тешко, тој спасен. Ако Христос пострадал, Синот Божи, па бидете благодарни и среќни ако вие барем се приближите на неговите страданија, како Божја милост, дека ќе заслужиме, дека ќе заслужите и заслужувате некоја награда. По ходниците вниз болниците гледам, Палестина е дури тривиален збор спрема она што го гледам. Една вистинска епидемија на болести. И не ми е од вчера, знаете, пред пар години ногата исеков. Како дете, кола ме има прегазено, немам слезина ми е оперирана. Пред 15 на години доживеав инфаркт. Познати ми се страдањата, познато ми е све. И само ќе кажам, македонскиот народ, не го слушајте, не ги гледајте другите што зборат и не ги судете заради тоа. Размислете зошто се такви. Страдаат бе, не им е добро. Имаат болести, имаат маки, имаат мобинг, ги малтретираат, ги мрцваат. Тоа е Божји небески народ. Ја извинете вака што, новогодишно сакам да ви кажам, Христос се роди. Уште неколку ќе ги направам вакви. Но немате причина за грижа. Ама секој добар момент треба да славите. Дали на слава? Ма на слава, у диско, у кафана, на концерт. Ма радувајте му се на животот. Ама нема подобро, луѓе. Ама нема, мислам, и на Господ му е мил. Немаме пости, се дисциплинираме, ама нема падавичарење, ова е гола вода. Смртта ни е победена, ние имаме вечен живот, ние веруваме во тоа. Верувам дека сте го заслужиле. И јас се радувам искрено заради тоа. Победена е смртта, имаме нешто наднезамисливо. Затоа сум благодарен за 2025 година и со радост ја дочекувам 2026, која искрено верувам ќе биде потешка не само за нас, не само за мене лично, туку за целиот свет. Многу тешки искушенија. А Мелони, премиерката на Италија, рече, вика, очекувам 26 дека ќе биде потешка, радувајте се, подгответе се. Океј. Како им било на моите предци, предци. Уште потешко. И затоа сум благодарен.
И нема да се плашам, затоа што он е со мене. И не ми е страв. Ке запелтечам на моменти. Човечки е, знаеш. И ке заплачеш. Ама не, тоа е момент само. Органски некој инстинкт кој ние луѓето го надминуваме со верата, со љубовта, со инстинктите. Бидете ми живи и здрави. Простете ми за мое ова вакво обраќање. Сакам на крај да испадне дека е позитивно. Верувајте, јас сум пресреќен, јас сум презадоволен, мене ми е предобро и се што ми се случува ми се чини дека е ама буквално Божја интервенција. Како да ништо јас не правам, се чувствувам. И мислам дека ако му се препушти човек на такво нешто, ни струјата на таа Божја река, на таа благодетни енергии, дека многу лесно може да се весла и да се плива. И сакам, брате, да отидам до Охрид по автопат. И сакам да се возам низ оваа Македонија. Веќе сум во години која не можам више рели да возам. И се радувам кога гледам дека и на политички план нешто во земјава се крена. Па викам, ова е воскресение, бе. Ова е Великден. Ова е супер. Дали има проблем? Апсолутно има проблеми. Дали има? Апсолутно дека има. Ама дали чувствуваш дека постои надеж? Дали чувствуваш дека мрдаат работите? Дали чувствуваш дека некој од озгорате, некој покров? Сигурно дека е така. Јас сум убеден, што и да биде, како и да биде, конечно ќе биде онака како што треба да биде и никако поинако. А вие да сте ми живи и здрави и до следното гледање. Мислам дека сега се враќам полека во форма, па, нели, слушај ваму со малку бурек без симит.